Почитувани, денеска сме овде, го најавуваме почетокот на активностите за отстранување на објектите кои се дел од поранешната фабрика треска. И самите гледате каква е сликата овде и ова само ја нагласува потребата од итно постапување на овој простор. Пред 5 месеци, по пожарот кој зафати дел од овој простор, зад себе остави руинирани и запуштени објекти налик на оние во Чернобил. И тоа беше уште еден аларм дека земјиштето мора итно да се расчисти. На територијата на Треска има околу 40.000 метри квадратни азбестен кров, кој исто така беше зафатен во пожарот. Уште тогаш кажав дека час поскоро напуштениот индустријски капацитет треба да се расчисти. Моменталната состојба, освен што представува извор на зарази за жителите кои живеат во околината, представува или нелегална депонија во срцето на општината и градот. Општина Центар ги почитува одлуките на обвинителството кое постапуваше по утврдување на причините за пожарот и затоа изминатиот период се до почетокот на август сите постапки за расчистување на просторот беа во застој. Веднаш том обвинителството ни дозволи активности на терен, започнавме процес и законски процедури за расчистување на објектите на напуштената фабрика. До овој момент во општина Центар пристигнати се 36 барања за издавање на решение за отстранување на објекти, од кои до сега одобрени се 13. Чистењето на Треска започнува од денеска и ќе се одвива плански во неколку фази. Отстранувањето на објектите и чистењето на целиот простор ќе го вршат самите сопственици, кои претходно до општината доставија барање за отстранување на објектите и начинот како ќе бидат истите отстранети. За чистењето на просторот, сопствениците на објектите имаат ангажирано и приватна компанија за надзор, која ќе дава логистика за безбедно отстранување на азбестот, шутот и ѓубрето настанато пред и после пожарот. Најпрво ќе се отстранува опасниот отпад, азбестните покриви, потоа ќе се струшат дотраените објекти, па ќе се отстранува кабастиот отпад. На крај на целиот простор ќе се изврши дезинфекција и дератизација од причини што во комплексот вријат глувци, змии и други штетници кои се исто така извор на зарази. Како што претходно нагласив, обврската за чистење на просторот е на сопствениците на објектите, но за сето тоа време тие ќе бидат под надзор на инспекцијските служби за животна средина на општина Центар. Отпадот ќе биде депониран во Дрисла, каде ќе биде соодветно уништен. Процесот на чистење на напуштената фабрика се надевам дека ќе се заврши за неколку недели, со што ќе се стави крај на едно долгогодишна агонија и повеќе нема да постои депонија во срцето на Центар, која е штетна по здравјето и животот на жителите од општината. Градот Скопје веќе извесен период води постапка за донесување на регулацијски план за Дуб градски четврт за 11 локалитет Буњаковец 1 и 2. Носењето на овој план значително би олеснила процедурата за одвојување и донесување на план само за просторот кај фабриката Треска, со што приоритет му се дава токму на овој дел од градот. Ги повикувам и останатите надлежни институции активно да се вклучат за негово поскоро донесување и заедно да решиме еден голем проблем за простор кој долги години е руиниран и запуштен. Ви благодарам.